Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за најчестите здравствени проблеми кај повозрастните лица за кои е потребна физикална терапија. Мој гостин и соговорник во студиото е Илија Жежов, дипломиран физиотерапевт. Илија, добар ден, ти благодарам што си дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, Александар Добарс. Добар ден до гледачите на телевизија Сител. Благодарам за поканата. На почеток, како вовед во темата, накратко објаснете ни што представува физикалната терапија и кога таа е најпотребна кај повозрастните лица. Така, физикална терапија представува еден клучен сегмент во секојдневието кај нас за лекување на луѓето. Понекогаш дури луѓето немаат и да немаат здравствен проблем, добро е физикална терапија да ја имплементираат, например, да речеме, еднаш до два пати годишно, чисто колку да направат едно освежување на мускулоскелетна состојба и да се види дали некој здравствен проблем веќе е почнал да прави некоја дегенерација. Но околу пациентите имаат здравствен проблем, физикална терапија е неопходна да се помени во одредениот интервал, дали тоа ќе биде 15 на дена или 21 ден, значи клучно решение е да ја поминат таа физикална се со цел ткивото или проблемот што го имаат да го рехабилитираме и да се подобри нивната здравствена состојба. Кои се најчестите причини поради кои повозрастните лица бараат помош од физиотерапевт? Така, повозрастните лица најчесто доаѓаат во нашата ординација, во сите ординации низ ширум земјава и бараат помош поради тоа што се чувствуваат како закрждавени, да кажем на народски кажано, во еден сегмент и како нераздвижени. Тука настанува значи атрофија на самата мускулатура и доаѓа до степен кога повозрастните послабо може да се движат, послабо да ги организираат активностите во текот на денот и се она што е клучно во текот на денот, така што бараат помош од физиотерапевти со цел да им се помогне на нивна здравствена состојба во зависност од тоа со кој проблем се занимаваат или кој проблем се јавил, дали е спондилоза, дископатија, дискускерни ишиес и така натака. Сите овие клучни сегменти во овој процес на здравствени состојби влегуваат во клучниот сегмент на лекувањето со физикална терапија. Кои се најчестите заболувања или пак состојби кај повозрастните лица кои бараат рехабилитација или третман со физикална терапија? Така, што ги напоменав сите овие диагностички заболувања кои што се јавуваат кај нас луѓето, освен тоа физикална терапија може да биде клучен сегмент во лекувањето и во одредена повреда. Сега да кажам повреда може да биде да излезете значи од својот дом до продавница да отидете, да се сопнете, да направите некоја повреда и таа повреда ако не помине од ден, 2, 3 до 4 дена, максимум и таа повреда би можела да бара еден клучен сегмент во процесот на лекување со физикална терапија. Но доколку станува збор за поголемо диагностичко заболување, дегенеративен процес на заболување, што се овие диагнози пак да ги споменаме веќе и гледачите, спондилоза, дископатија, дискускерни ишиес и друго заболување, овие рехабилитирачки процеси траат малку во подолг временски интервал и опфаќаат подолго време во лекувањето и бараат достапност на физикална терапија да помогне. Според вашата пракса и долгогодишно искуство, колку се чести проблемите на зглобовите како што се артритис кај повозрастните лица и како тоа им влие врз секојдневниот живот и секојдневните функционални активности кои треба да ги имаат? Так, секојдневно во нашата ординација се соочуваме со низа на здравствени проблеми, меѓу кои што ги спомнавте и овие диагностички заболувања што се реуматоиден артритис, артроза, значи остеопороза, остеопенија, сите овие диагностики пак ќе кажам бараат на некој начин соодветно и стручно лекување, но за да се испитаат да видиме точно што све диагностифицирано кај самиот пациент, тоа треба да помине низ низа на анализи за да дојдеме до таа диагноза која што треба да биде третирана и да се лекува. Исто така би кажал дека временските услови надвор можат многу да влијаат на сите овие диагностички заболувања и ете луѓето да кажам на некој начин како метеопатските ги осеќаат сите оние промени кои што се случуваат, бидејќи времето еден ден е сонце, еден ден имаме дожд, па заладува, па пак се стоплува и сите тие сите тој временски период може да влијае многу на нашите здравствени состојби. Затоа и многу често знаат да кажат ме болат или народски кажано ме вртат зглобовите, нешто не е во ред со времето. Така, или пред да заврни да ги осеќаат тие промени, па нели да почне да ги врти колено. А тоа се одразува се поради тие дегенеративни промени кои тлеат на некој начин и долги години прават
проблеми кај повозрастната популација. Исто така доста честа состојба за жал кај повозрастните лица се и мозочните удари. Каква улога има физикалната терапија во процесот на рехабилитација после прележан, конкретно исхемичен мозочен удар? Така, во мојата пракса, 19 години во областа на физикалната терапија, јас и порано сум работел во специјална установа за физикална медицина. Не толку често биле застапени мозочните удари, како што се последниот период. Најчесто застапени мозочните удари и не само кај повозрастната популација, него би кажав дека и кај помладата популација. Ако ви кажам дека најмладиот пациент кој што има мозочен удар има 39 години, не знам колку ќе ми верувате и колку ќе ми веруваат гледачите, но еве го тој податок, јас сега во моментот во вашата емисија го потврдувам и го кажувам. Стресот, секојдневниот стрес, брзо од темпо на живот, значи алкохолот, телесната тежина, брзата храна, значи слабата физичка активност, се тие клучни сегменти кои што можат да придонесат да се случи кај пациент да добие мозочен удар. Дали ќе биде исхемичен или хеморагичен мозочен удар, во зависност од тоа е индивидуално. Меѓутоа, често преку гостувањата во вашата емисија, преку порталите, преку мојата социјална мрежа, често сугерирам и кажувам дека мора да бидеме многу внимателни кога станува збор за здравието. Често да најдеме време во текот на денот да бидеме малку физички активни. Често да внимаваме каква храна внесуваме во нашиот организам, како ги запушуваме нашите артерии со маснотии, колку го замастуваме црниот дроб. Значи сето тоа, каротидите, сето тоа има многу големо влијание кое што може да биде една од причините да се случи мозочен удар. И затоа велам да бидеме внимателни, да внимаваме секогаш да пазиме што оправиме бидејќи здравието наистина нема цена. Така. Дали болките во грбот и вратот се чести кај повозрастните лица и како се третираат, затоа што исто така доста возрастни знаат да кажат имам болки во грбот или вкочанет ми е вратот? Што кажав, значи болка може да се појави во одредена регија на кичмата, дали тоа ќе биде во ломбалната кичма, дали ќе биде во цервикалната, торакалната или во одреден дел на некој зглоб на нашето тело, тоа може да биде индивидуално. Но освен кај повозрастните, јас чисто се соочувам и со помладата генерација, која што поради долгото седење пред компјутера, слабата физичка активност, еве да ги пофалам тие кои што се физички активни, кои што наоѓаат време во текот на денот да вежбат и тоа е навистина за една пофалба, но да им дадеме еве една насока и на оние кои што не се физички активни, да почнат малку повеќе да си посветуваат време на своето здравје, да најдат време во текот на денот, еден час, дали тоа ќе биде за пешачење, фитнес, теретана или некои вежби кои што ќе можат да ги изведуваат во домашни услови. Ние сме тука физиотерапевтите расположени преку емисиите, преку порталите, преку нашите социјални мрежи да постираме и да споделиме совети и стручни кои што се соодветни за нивното здравје, да ги практикуваат и да ги почитуваат, бидејќи ние постоиме и сме тука за нив. Затоа велам, секоја болка која што ќе се јави и ќе трае повеќе од 3 до 4 дена, тоа укажува дека нешто со нашиот организам се случува. И затоа навреме апелирам да се преземат соодветни мерки, да се јават на лекар, да се јават на физиотерапевт, се со цел да се преземат понатамошни мерки како би се спречиле понатамошни дегенеративни промени, дали ќе биде сколиоза, кифоза или некое друго дијагностичко заболување кое што ќе бара подолг временски интервал на лекување. Или да се ублажат на некој начин симптомите за кои ќе проговориме. Видете, вие добро знаете, бидејќи често практикувате и правите масажа, знаете дека еднаш месечно правење масажа го ослободувате телото од напнатост, го ослободувате телото од стрес, значи ја подобрувате циркулацијата, ја подобрувате мускулатурата, што е најбитно, како ментално, така и физичкото здравје го подобрувате со самата масажа. Пак ќе кажам, не треба човек често да има здравствени проблеми за да се јави на физиотерапевт. Со одржувањето еднаш до 2 пати месечно на медицинско-терапевтска мускулно-дламинска масажа, пациентите ќе направат едно одржување на мускулоскелетната состојба. А со таа масажа што ќе ја направат еднаш до 2 пати месечно, физиотерапевтот ќе види дали има некои дегенеративни промени, па ќе даде совети мислење понатака дека треба да се преземат првите чекори за соодветно лекување. Така, да ги слушнеме тука и прашањата од нашите гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Ало. Во програма сте, повелете, ве слушаме. Да, добар ден. Ало. Да, повелете со прашањето. Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Јас сум на возраст од 67 години. Скоро цела година имам болки во двата екстремитети, двете нозе од колениците надолу. Меѓутоа во последниот месец болката премина и во кичмата и во десната нога, во горниот дел,
однапред, а во левата нога од позади. На последното снимање, на рентген снимањето на лумбалниот хрбет, имам диагноза редуцирана лумбална лордоза, синстриковексна девијација на лумбален хрбет, спондилоартрозни и дискартрозни дегенеративни промени на апофизарни плочи на през тела, маргинални остеолити, дископатија на ниво L5 до S1, атероматрозни плаки на абдоминална аорта. Дали примав сега неодамна инекции Нелокс, 5 дена заради болките, меѓутоа болките би се и понатаму многу присутни, особено во двете подколеници. Ве молам да ми кажете на што се однесува оваа диагноза и како може, дали може нешто со физикална терапија да ми се подобри состојбата. Ве молам, многу болки имам во нозете. Во ред, секако ќе добиете совети и препораки. Секој е добро, господјо? Така, ако прво морам да кажам дека гледачката кажа дека има големи болки. Кога се јавуваат овие болки, тоа значи дека состојбата е во акутна фаза и тука прво ќе мора да се помени онаа фаза која што е со медикаменти или инекции од 4 до 5 дена, каде што мора да ги прима господјата, а потоа ќе мора да се консултира со доста добар физиотерапевт кој што ќе ја преземе работата во негови раце и ќе го започне целиот рехабилитирачки процес. Бидејќи тука не станува збор дека кај оваа физиолошка лордоза со девијација да појасниме што значи искривување, односно деформитет на самите прштенски тела, кој што понатака доколку не се истретира соодветно, би можело да се случи посериозно искривување на прштенските тела и да дојде до посериозно разјадување, кое што може, не дај Боже, во понатамошниот тек и да ги оштети самите дискусни перничиња и да направи многу поголеми болки. Освен во лумбалната кичма на L4 и на L5, ова болка се спушта по ишиалгичниот дел на задната регија на ногата и затоа велам најклучно ќе биде да се консултира пак со физиотерапевт и да се направи протоколарен план и програма преку која што ќе се помогне на пациентката да би се помогнало во оваа здравствена состојба и да се среди овој проблем со болка. Но првен во консултација со ортопед за да се смири тоа воспаление. Апсолутно, или соматичниот лекар во координација да се дадат, значи што кажав, медикаменти кои што ќе облажат болката или пак инекции за понатамошно да може нели со физикална терапија. Може да помогне физикалната терапија при вакви состојби? Јас би кажал не во тоа дека јас сум во таа област еве 20 на години, јас велам дека физикална терапија е едно клучно решение во лекувањето на здравствените проблеми посебно на вакви дегенеративни проблеми. Посебно на вакви дегенеративни проблеми, каде што јас навистина сум пресреќен што луѓето прво пред да посегнат по медикаментозна терапија, прво се консултираат со физиотерапевт и бараат на народски начин, на конзервативен начин како да го нели тој процес лекуваат и третираат. Додека порано се знае нели ќе се напиеле некоја таблета, ќе ставеле на пример да речеме ги болело колено народски еве зелка или што и да е, а денеска веќе тоа не е така и тоа многу ме радува. Да. Ќе вклучим уште неколку гледачи почитувани во програма, сте повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до вас и до докторот. Поздрав и до вас. Имам едно прашање и едно објаснување. Како прва болка ми се јави во коленото. Со самото одење во двете колена, самото одење со циркулацијата на крвта, како потпанување на зглобовите, тоа јас го изгубив. Веќе немам болка во колената, али сега имам диагноза остеоспороза, реуматрит, спондилоза и остеоспороза. Сега со пиење на апчињата месечни без во струга на скенер, таму ми констатира дека имам остеоспороза. 10 години ги пијам апчињата, али тие апчиња со првите беа не, сега е замена некоја, јас со подобрување имам големо. Сега, во некое време, скоро 2 месеца, добивам некоја јака вртоглавица. Не баш секогаш, али денеска еднаш ќе добијам. Без болка, али имам вртоглавица. Сега ќе одам на снимање со преку вена во Кавадарци на 13 мај, па да видиме што ќе биде нешто, имам и астма, и сега докторот сумња нешто да видиме со канела, со снимајен апарат, што ќе испадне, што може да биде, докторе, дали може да биде спондилоартроз и со оваа што имам сега јас терапија не пијам таква, не ми дават моментално, те немам секогаш вртоглавица, али кога ќе ме фане,
На Тешко. која возраст сте, госпоѓа, само? 67 години. 67 години. Да, поздрав до доктор. Поздрав, ќе добиете совети и препораки, да, конкретен одговор преку телефон секако не може да се добие, меѓутоа, да, општо со овие симптоми и знаци што укажуваат, да, еве, и веќе и диагностички процедури се во тек за да се открие причината за таа вртоглавица. Често ли се случува при вакви Видете, дегенеративни значи промени кај поздрав до оваа вашата гледачка популација? која што се јави сега во моментов и јас велам, значи све може да се третира навремено, доколку и навремено се открие. Може би да е некој проблем со трето уво, да прави притисок па да се појавува ова вртоглавица. Но сепак после овие диагностички испитувања кои што господа ќе ги направи, ќе се има нели соодветен резултати и соодветно ќе се пристапи нели кон соодветно лекување. Она што каже дека има остеопороза, значи и артроза, остеопорозата знаеме дека е оштетување на самата структура на коската, додека пак артрозата е оштетување нели на самата раскавица на колениот зглоб. Значи раскавицата за да се обнови 100% не постои никаков медикамент, никаков лек, никаква физикална терапија. Тоа со процесот на старење си стара и самата раскавица, но ете, со физикалните процедури можат да се направат, на пример, да речеме, едно степенесто облажување кое што ќе помогне пациентката да може подобро да се движи и подобро да функционира во секојдневниот живот, се со цел нели да не ги трпи оние поголеми болки. Доколку останува збор за помали болки, посем тоа се ако некој соодветно медикаментозно апче ќе помогне нели да се третира. За да се исклучи да не е и терапијата како причина за тие вртоглавици, секако и консултација со матичниот. Добро, ова веќе не е домен на физиотерапевт, ова е веќе домен нели на самиот матичен лекар и понатамошни специјалистички испитувања кои што по тие специјалистички испитувања господјата ќе знае точно за што станува збор. Така. Доколку имаме и следен гледач, односно гледачка, добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Сакам да кажем на мака, имено во 22 година има проблем со ребетниот столб. Се санира до сега, сето тргна убаво е, спавајмо на Господа, ама за сметка на тоа ми се појавија сега од тој временски период на рацете трпки и на ножете трпки. И нелагодно ми е на цела снага, на цел организам. Дали да ода, би го прашал физиотерапевтот, дали да ода со физиотерапевт или со неврологија, лечење со апчина, кој е попаметно решение во смисла на отклонување на овоти и долу на табаниве на нозеве, кој слој да имам на трпки на самиве раце и исто така маки. Би сакал ако сака да ми одговори. Така. Ако вака накратко да објаснам, значи добро што господинот е свесен дека треба прво невролошки ова да се испита и јас би предложил да се направи едно МГ, се со цел да се испита значи нервите во кој степен и во кој стадиум се, а потоа се ако физиотерапевтот неизбежно решение нели да кажам во случајот, ќе си се координира пациентот со соодветен физиотерапевт, дали тоа ќе си оди на физикална терапија, дали ќе си му доаѓа физиотерапевт дома да си му прави нели соодветни вежби и масажи и така ќе се подобри мускулоскелетна состојба и ќе има позитивни ефекти од целосното лекување во случајот. Така. Доколку имаме и следен гледач, може да вклучиме. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Во програма сте, повелете со прашањето. Ало, на телевизија ќе можете да ме уклучите? Вклучени сте во програма, директно повелете со прашањето, ве слушаме. Поздрав до вас и до докторот. Поздрав и до вас. Ова е добро све што зборуват доктори физлегуват, али ја цела година чекам термин да укоде на терапии, а они термин не пуштат. А ја јаки болки имам од кичма и од колената и ја не знам што да правам и отекувам. Што сакам да ми кажува докторот, по кој разлог термини да нема?
Ајде вака, да не се нервирате, да ви објаснам накратко, значи термини нема, поради тоа што не може 5 физиотерапевти цела Република Македонија да ја покријат, тоа е една работа, и втора работа, за да не се нервирате, да не си ставате стресови и нервози, може слободно да си се обратите по приватни ПЗУ, здравствени институции за физикална терапија, и секако таму ќе ви најдат соодветен термин и нема да се нервирате, Да, има и приватни здравствени кои работат со фондот. Зошто се нервирате? Зошто губите енергија од вашето позитивно расположение? Да, меѓутоа чинам дека во Козле веќе е воведена и втора смена, така да една година, да, се чека за термини, долго. Видите, Александар. Долго, меѓутоа една година и ова тема не премногу е долг временски период. Така, оваа тема е навистина за една дискутабилна тема која што би била на телевизија многу подолга. Значи ова не е сега во емисијата проблем Така, треба да го решаваме. Значи јас пак ќе кажам, во нашето здравство фалат соодветни кадри кои што ќе бидат посветени за здравјето на пациентите. Пациентите се нервозни и револтирани поради тоа што ви кажав. 5 физиотерапевти, 10-15 нека бидат, пак не можат на територија на Скопје да го покријат На цела Скопје. држава е тука. Апсолутно. Да. Или пак во соодветните помали места, еве например да речеме во Битола. Во Битола имате 20 физиотерапевти на цело оделение. Можат ли да ја покријат цела Битола? Не може. Затоа пациентите за да не се нервираат, да си составаат тензија во себе, да си губат од своите живци, од своето здравје, имате приватни физикални терапии и приступачна е цената. Не е некоја голема цена. Еве например да речеме за еден третман, цената кај нас например во нашата ординација изнесува половина час 600 денари. Се во Скопје малце повисока, може да биде 800 или 900 денари. Во зависност од местата во кои што се наоѓа ординацијата на територијалното подрачје. Меѓутоа, пак ќе кажам, треба да се преземат. Да, меѓутоа и во право се пациентите цел живот здравствено плаќаат, да ќе го викнеме министерот и ќе има апсолутно, можност. Затоа ви велам значи да дојде министерот да ни викнете и нас, физиотерапевтите некои одредени доктори да кажеме да директно да му поставиме еве и на го прашање зошто имате на ниво на Република Македонија 358 дипломирани физиотерапевти што во моментот седат дома. Зошто не ги вработите да му помогнат на луѓето да направат еве некое подобрување на нивната здравствена состојба. И нив ги разбирам и ние ставете се и вие во наша ситуација, ние 5 или 10 физиотерапевти, како би можеле на цело Скопје да му помогнеме. Немаме навистина магична стапче да му помогнеме. И нив ги разбирам. Нивното здравје е многу битно, а и ние сме префорсирани и преоптеретени со работа во однос на апликацијата на физикална терапија. На некој начин да се согласувам, занемарени се пациентите во целиот здравствен систем. Не велам не, јас како здравствен работник кажам дека навистина во Република Македонија потребен е огромен физикален центар, еве нека слушне и министерот, нека слушнат и останатите гледачи и сите други луѓе. Потребен е огромен физикален центар каде што ќе има најмалку на смена 25 до 30 физиотерапевти да работат прва и втора смена, за да би можеле да го покријат Скопје. Старе е населението дополнително. Апсолутно. Еве отворете во секој град посебен центар за физикална терапија. Па никогаш ова клучно решение не е ставено на тема да земеме да го дискутираме и да го дебатираме. Се го скокнуваме и се го бегаме. И на крајот на краиштата не патиме ние, него патат пациентите. Пациентите, така е. Да се вратиме на симптомите кои не треба да се игнорираат и да укажат дека е потребна физикална терапија кај повозрастната популација. Така, ако видите, секој симптом што ќе се појави во нашето тело, тоа значи дека нешто се случува со нас. Дали тоа ќе биде болка која што значи сме оставиле од претходно, ни се појавила таа болка, па не сме ја обрнали внимание, дали тоа ќе биде некое дегенеративно дијагностичко заболување кое што ќе се појави во нашиот организам, што би кажал спондилоза, дископатија, дискоскерния ишиес или пак сколиоза или друг вид на заболување, не треба да биде занемарено. Треба да биде во најбрз можен начин со физиотерапевт координирано за да се преземат првите чекори во раната фаза на физикална терапија. Со раната фаза на физикална терапија ќе го спречите оној степен на искривување кој што може да биде нели не да божете да дојде до хируршка интервенција. Затоа прво пред се кога имате некој здравствен проблем, прво докторот што ви дава е конзервативен начин на лекување. 21 ден за да ја види состојбата во која што се наоѓа пациентот, па потоа околу физикална терапија, а не се случило да не даде позитивен ефект, се презема се чекори за хируршка интервенција. Но не секој проблем може да подлежи под хируршка интервенција, затоа велам навремено. Физичката активност имајте ја во прв чекор. Вежбајте, не мора ке повозрастните еве да кажам. Не морате ви дојдете по фитнес центри, не морате да трчате низ паркови, не морате да се качувате на соодветни справи. А знаете колку ме радува кога возам велосипед и јас овде на кејот и кога ќе видам повозрастни луѓе вежбаат на справите. Тоа е навистина за една пофалба. Значи не можете вие да кажете дека не сакате или не можете, ако нешто можете. Пробајте.
ќе видите дека стварно можете да направите некои поблаги вежби кои што ќе бидат клучни И во домашни услови. апсолутно за вашето здравје. Координирајте на нас физиотерапевтите во секое време ќе ви дадеме скрипта со вежби, ќе можете да работите дома. Посетете физиотерапевт еднаш месечно. Скратете од некој друг буџет дома што треба нешто да купите, издвоите 5-600 денари, отидете на масажа, направете некоја соодветна вежба, послушајте доктор физиотерапевт, секако тоа е за ваше здравје. Така, освен вежбите, кои други методи и техники се користат во третманот на рехабилитација кај состојби, еве и повреди, можеби кај повозрастните лица и дегенеративни заболувања? Така, видите, физикална терапија клучува широк спектар на методолошки третмани кои што можат да бидат нели соодветни за лекување кај луѓето. Новите модалитети на физикална терапија, еве да кажам апаратурата од електротерапијата, БТЛ апаратот, тоа се комбинирани струи кои што можат да содржат диодинамик, интерферентна струја, електрофореза, галван, значи магнет, тие се исто клучни сегменти во лекувањето, но од мануелен и манипулативен начин, едно од најсоодветните решенија во целиот процес на конзервативниот начин на лекување по природен пат се вежбите и масажот. Масажот ќе ги опушти мускулите, ќе ја подобри циркулацијата, ќе ја зајакне мускулатурата, додека пак клучни ќе бидат вежбите нели кинезитерапијата, кои што се персонализирани и индивидуални вежби, да го развишат значи зглобот и да го вертикализираат во одредени степенести движења. Колку е важно да се продолжат вежбите и дома и во домашни услови за да има поголем ефект? Так, тука е проблемот што целиот кога ќе третман, заврши таа целосна физикална терапија која што пациентите или клиентите ќе ја направат, после тоа оставаат, мислат дека се излекле и дека све е добро и занемаруваат понатака нели да вежбаат и да практикуваат физичка активност. Но многу е важно и понатака да ги следите препораките и советите од лекарот и од физиотерапевтот и да најдете начин како да си помогнете сами на себе и да си посветите време на своето психофизичко здравје. Дали постојат ризици или ситуации кога физикалната терапија треба да се избегнува, односно не се препорачува, при какви состојби? Така, тоа се контраиндикации, индикации кои што може да се случат кај пациентите, може да се јават индикации и за време на апликација на физикална терапија, затоа многу е важно физиотерапевтот да ги има сите анализи на пациентот кои што ќе му ги донеси. Например, да речеме физикална терапија не сме да се имплементира кај пациенти оперирани од карцином, пациенти кои што имаат кардиоваскуларни заболувања, како што се бајпас вграден или други посериозни потешкоти со дишењето, или пак например да речеме пациенти кои што претрпеле мозочен удар, не сме например да речеме одредена струја да се аплицира кај тие пациенти, бидејќи може да се случи навистина поголем степен на контраиндикативност, место позитивни ефекти од индикации на лекување да дојде до контраиндикации. Што да се избегнува кај пациенти со остеопороза? Кај пациенти со остеопороза забрането е да се аплицира спортска масажа, која што може да биде доста јака, се со цел нели да не дојде до поголемо ронење на самата структура на коската, значи можат да прават само поблага масажа, поблаги вежби, исклучиво изведувани од дипломиран стручен физиотерапевт или специјалист по физикална медицина. Така што електротерапија може исто така да биде аплицирана, но да се избегнуваат нели оние потешкоти, например да речеме кревање тежински терет, значи оптеретување на самата структура на коската и така натака. Така. Што можат повозрастните лица да направат еве уште од денес за да ги спречат овие сите проблеми и состојби кои ги напоменавме за кои е потребна физикална терапија? Така се ако да ги превенираат едноставно. Така, о превенција е еден совет да кажеме. Добро е да се консултираат со матичниот лекар, да ги следат препораките што му ги дава лекарот, да посетат физиотерапевт, да направат еден координативен краток разговор, да се направи една анамнеза на пациентот, да се види фактичката состојба на здравствената состојба и потака понатамо нели да се преземат оние плани и програма чекори кои што можат да го подобрат здравјето на самиот пациент и да ја подобрат секојдневната сила, рамнотежа и движечка состојба на пациентот. Ја споменавте физичката активност, меѓутоа колку е важно правилното движење, односно држењето на телото и она избегнување на она седечка положба за да едноставно се пролонгираат тие проблеми кои настануваат кај повозрастната популација? Видете, 90% од населението, вклучувајќи ме и мене, вклучувајќи ви вас, не седиме во правобитна правилна состојба. Ние можеби во минутата да се наместиме, например да речеме да седиме во правобитна состојба, да го држиме работниот столб исправен, но после минута две забораваме па ја враќаме нели нестабилноста на телото во форма на држење. Затоа велам нека не биде проблем држењето на телото. Не е проблем држењето на телото, Александар.
верувајте. Пак ќе кажам, никој не седиме право. Проблем е што луѓето мислат дека не можат да ја постигнат таа цел што мора да ја направат. Верувајте, имате повозрасни луѓе кои што имаат 86 години. Кога ќе ми кажат Илија, јас денес вежбав, навистина се за аплауз. Значи, луѓе кои што се во кревет врзани, секако дека тие не можат да станат и да вежбаат. Ние од нив не бараме да креваат тегови, да се билдаат, да трчаат, да спортуваат, меѓутоа морате да сватите дека движењето од креветот до кујната не е движење. Вие морате во текот на недела да направите 3 до 4 пати движење од 30 до 40 минути за да го раздвижите мускулоскелетниот систем и да почне циркулација да ви се разработува во вашето тело. Ете, тоа е движење. Да се координирате со физиотерапевт, што вежби се соодветни и потребни, се со цел, што кажав, тоа е контраиндикации и индикации, да не се сплеткаат заедно да направат контраиндикативност, него да направат позитивно решение во овој клучен сегмент од лекувањето на било каков здравствен проблем. Значи, тие се важните работи што пациентите треба да ги прават во текот на денот, а не е држењето на телото. Држењето на телото никој не го држи правилно. Значи, сите ние седиме во некои си положби кои што самите си ги измислуваме, дури кога спиеме. Еве, правилно е, например, да речеме од физиотерапевски аспект, еве да кажам дека правилно, по правило, најдобро е да се спие на стомак и најдобро е да се спие право легнати на грб. Ние не спиеме. Кога спиеме странично, од левата или од десната страна, во текот на ноќта, во тие часови, додека телото одмара, рабетниот столб најмногу страда. Телесната тежина го влечи од едната страна рабетниот столб и не ви е во правобитна состојба, него рабетниот столб почнува да се криви. Тука доаѓа до една девијација на самите прштенски тела, притисок на самите дискусни перенечиња, па на савајле, најчесто кога ќе станеме ни треба едно од 5-6 минути да се раздвижиме убаво, поради тоа што се чувствуваме закржлавени и вкочанети. Тука е проблемот. Ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кое го споделивте со нашите гледачи и ве очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. И јас благодарам за поканата, поздрав до вашите гледачи, секогаш ми е чест и задоволство кога присуствувам во вашата емисија, посебно кога водиме емисија со ОВСВ вака рано наутро и кога допираме до гледачите се за она што е нивно клучно за нивното здравје. Ти благодарам уште еднаш, а почитувани и вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!